Вести во 15, добар ден. 23 нови лица се предмет на проширената истрага на обвинителството за случајот во Кочанската дискотека. 18 од нив се приведени. Тамара Дичовска. За пожарот во Кочани уапсени се и поранишните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири, кои се кадри на ДУИ. Уапсени и актуелниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Џеват Салами, кој од коалицијата Влен, а уапсени и министерот без ресор Шабан Селију, кој е и поранешен директор на ДЗС. Истрагата се проширува на 23 нови лица според неофицијалните информации. 18 се веќе обезбедени, 4 во текот на денот ќе бидат повикани на распит, а 1 лице е во странство. Станува збор за поранишниот министер за економија Дритон Кучи, исто така кадар на ДУИ, кој во моментов е амбасадор во Норвешка. Тој на социјалните мрежи напиша дека откако денеска полицијата го барала во неговиот дом за информативен разговор, ќе се врати во Скопје. Верувам во правдата за општото добро. Со првиот лет ќе бидам во Скопје, не за да се оправдам, туку за да потврдам дека транспарентноста и довербата се единствениот пат напред. Тука сум со мирна совест, чист пред себе, со непоколеблива волја пред Бога и пред законите на државата. Е делот од неговата објава на социјалните мрежи. Уапсени се и сите министри за економија и директори на ДЗС од 2012 година, од кога работела дискотеката Пулс, но не и актуелниот министер за економија Бисер Дурмиши. И од обвинителството и од МВР потврдија дека се спроведува акција, но без конкретни детали. По наредба најавен обвинител во тек е акција за приведување на повеќе лица, а во насока на проширување на истрагата за пожарот во Кочани. Надлежните институции ќе информираат јавноста координирано штом бидат завршени действијата кои се во тек, соопшти од обвинителството. Приведените ќе се носат на распит во обвинителството во Кочани. До сега осомничени за пожарот во дискотеката Пулс се вкупно 34 лица. Еден од осомничените, според документите, управител на дискотеката, им подлегна на повредите. Обвинителството синоќа побара да се продолжат ефективните и кукините притвори за сите, а за тројца, еден поранешен директор на ДПИ, еден инспектор и еден член на обезбедувањето во дискотеката, ефективниот притвор да се замени со куќен. Од судот во Кочани засител вела дека се уште нема донесена одлука околу предлогот на обвинителството. Тамара Дичевска, Сител телевизија. 4 недели од големата трагедија во Кочани на лекување во странски медицински центри остануваат 48 повредени во пожарот во дискотеката. Министерството за здравство информира дека денеска не се планирани исписи од тамошните болници. Непроменета останува состојбата на пациентите кои се третираат во странство, вклучително и состојбата на критичните пациенти, велат од Министерството за здравство. Во македонските болници на лекување се 10 пациенти, 4 во Стараградска, 3 на клиниката за пластична хирургија, 1 во ГОП 8 септември и 2 во Аџибадем Систина. Вчера, според протоколите, во здравствените установи во државата биле прегледани 7 повредени кои се вратија од исто толку странски центри каде беа испратени на лекување. Македонија и Косово отворија систем на една гранична контрола на преминот кај Блаце. Очекувањата се дека ова ќе овозможи побрз проток на патници. Катрија Нешкова. Една проверка на пасош, помалку ред за чекање, но и поголема посветеност на граничните служби за безбедноста меѓу Македонија и Косово. Од денеска принципот на One Stop Shop почна да се применува и на македонско-косовската граница на преминот Блаце-Елесхан. Но ова не е само техничка придобивка за граѓаните и бизнисот, туку и најдобар доказ за јакната меѓусебна доверба меѓу двете држави, како и јасна определба за интеграција на Западен Балкан со отворени граници кон Европската унија. Согласни се владите на двете држави. Оваа граница која досега значеше пречка, од денес станува символ на модерноста, интеграцијата и регионалната зрелост. Драги пријатели, ние не ја градиме само инфраструктурата на граничниот премин, ние ја градиме инфраструктурата на меѓусебната доверба. Историјата често пати не учеше преку поделби. Денес решивме да бидеме генерација која ќе учи преку поврзување. Денешниот ден ќе остане забележан како ден кога одлучивме дека иднината почнува овде со еден пасош, со едно застанување во две држави кои гледаат во иста европска насока. Ова е време да покажеме лидерство, а не виктимизација, соработка, а не поделба, визија, а не носталгија за минатото.
бидејќи Балканот е Европа, Балканот заслужува да биде дел од Европска унија, не како товар, туку како додадена вредност. И косовскиот премиер Курти вели дека освен инфраструктурно поврзување, ова е голем чекор во добрососедските односи. Инициирам во 2000 години иницијацијата на заеднички граничен премит во Влаце со по концептот Влез. Влез е пример за еден конкретен и практичен пример и знак за поголема доверба помеѓу нас. Се надевам дека ова ќе биде придружуван со најскорошно завршување на автопатот Скопје-Блац и тунелот Призрен. Два суштински проекти кои што дополнително ќе ги зајакнат од поврзувањата помеѓу граѓаните и бизнис. Ни сите три гранични премини кон Косово лани поминале над 5 милиони граѓани, од кои 4,3 милиони се токму низ граничниот премин Влаце-Елесхан. Целта е јасна, побрзо, поедноставно и побезбедно преминување на границата. За патниците тоа значи една проверка наместо две, пократко чекање и подобро искуство, а за службите по ефикасна работа, подобра координација и посилна борба против незаконските активности. Ова несомнено е рефлексија на нашите заеднички аспирации за отворени граници, но и безбедни граници. Форматот на граничен премит со само едно застанување сега е успешно реализиран со Република Албанија, а убеден сум дека исто така ќе биде успешен и со Република Северна Македонија. Токму државниците од двете земји имаа прилика први да го поминат преминот само со една проверка. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Коалицијата Влен останува обединета, но деталите за поделбата на општините на локалните избори останува тема за која треба дополнително да се разговара. Ова е заклучокот од вчерашниот состанок на четворицата лидери на партиите од оваа владина коалиција. И покрај различните позиции, четирите партии на албанците во владата застега тврдат дека таа коалиција е стабилна. Работни групи во наредните денови ќе разговараат за решение за учество на локалните избори како една коалиција Влен. Денеска во Скопје протест за зачувување на животната средина. Повод последните загадувања на Крива река. Увидовме дека има пропуск кај државниот инспекторат. Должен инспекторатот, значи, да ни даде информации што е можно побрзо. И кратко би апелирал до сите претходно кај сите влади и оваа влада сега да ги тргнат рацете од животната средина, бидејќи тоа е нешто најсветото што граѓаните го заслужуваат и по устав, значи имаат право на здрав живот. Втора година поред во Скопје се одржува Лазарова поворка во пресрет на празникот Лазарова сабота пред Великден. Голем број млади беа дел од поворката пејки традиционални црковни песни за празникот. Нашите, како да ги кажам, нели волонтери од Кичево, кои што веќе долги години го организираат Лазаровиве поворки во Кичево. Решивме да го направиме во Скопје лани, каде што предизвика доста убав одзив. Значи немавме некоја посебна најава, освен што се собраа децата ги пеа каландите и искрено плоштадот се наполни. Луѓето прилично убаво реагираа на сето тоа што го правевме, ги делевме грабовите гранчиња и решивме оваа година повторно да го повториме истото со една најава, известување до сите кои што сакаат да ни се приклучат. Па веќе можете да забележите, плоштадот ни се полни, ќе ги пееме Лазаровите каланди и ќе шириме љубовта и радоста Христова. По продолжение најважни настани од светот.